Температурите денес најавени до 15 степени Целзиусови. Наташа, добро утро. Некако релативно високи температури за овој период од годината. Колешката Наташа од Метео ќе ни биде наша гостинка следниве 10 минути да ги прокоментираме малку овие тенденции, но и да ги презентираме првичните најави околу прогнозите за 2025 година. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Добро утро, Ване, и добро утро до гледачите на утринската програма. За денеска, денот ни почна со магла по котлините, вклучително и во Скопската. Оние 15 степени се релативно висока дневна температура за овој период од годината. Интересно е да се спомене дека како што беше предходните денови, така и денеска на повисоките места и на планинските предели имаме повеќе сонце и повисока температура, за разлика од котлините, онаму каде што се задржува маглата, останува и постудено време со пониска температура, но ова нема да трае уште долго. Така што денеска претежно тивко време, имаме отсуство на ветер, односно воздушно струење кое што ја задржува маглата. Веќе ги гледаме и температурите, ова се максималните дневни, всушност и нема некоја голема разлика помеѓу утринската и дневната температура. Кога имаме зголемена облачност, имаме минимална температура над нулата, 7 степени во главниот град, а 10 степени во Берово, 13 мислам дека беше за Крива Паланка, долж по Вардарието, бидејќи ќе има појава на магла, која што ќе се задржи во поголем дел од денот пониска температура, и токму затоа во Велес 9 степени, и во Охридско-Преспанскиот регион повисока, највисоката 15 степени во Гевгелија. Меѓутоа, она што е интересно и што треба да се потенцира е промената која што ни предстои веќе утре и ќе биде поизразена во деновите од викендот. Ќе имаме типично зимски временски услови. Ни доаѓа зимска промена на времето. Што може да очекуваме? Зимска промена, најпрво врнежи од дожд утре кон крајот на денот. Температурата максималната дневна ќе се задржи релативно висока, бидејќи промената ќе настапи доцна попладне и во вечерните часови. И потоа под влијание на продор на северно воздушно струење со засилен северен ветер се очекува врнежите од дожд да преминуваат во снег. Значи зборувам за снег не само на планините, на повисоките места, а во недела и на некои пониски места ќе има снег и ќе се формира нова снежна покривка, а температурата ќе опадне. Зимска температура и студено време, така што веќе во понеделник, што од сега може да се најави, максималната дневна наместа ќе остане негативна, односно под нулата. Што од сегашни 15 одиме на температура под нула. Под нулата, значителна промена на времето ни предстои во наредните. Значи и да се наоружаме добро со витамини, ваквите проминливи температури ќе ги полнат за жал болниците и амбулантите на матичните доктори. А до крајот на зимата, кои се тенденциите, ако можеме да најавиме, дали ова ќе биде еден од последните такви ладни бранови во регионов за оваа зима, или можеме календарски додека заврши да очекуваме повторно вакви варијации на температури? Прогнозата за Македонија за зимскиот период всушност ни најавува дека овој студен бран кој што ќе зафати нашата земја сега во втората декада од месецов, ќе се задржи и во наредниот период со известни помали откокнувања на температурата и ќе потрае до првата половина на февруари. Потоа крајот на февруари не очекува известно затоплување на времето со пораст на температурата. Ќе имаме и нови влажни бранови со снежни врнежи, сега за сега според прогнозата не толку интензивни. Така што интересно е да се спомене дека оваа година е прогнозирана како година на феноменот Ла Ниња, и тој, да речам, ладен бран, поларен вител, токму сега преовладува над нашето подрачје. Всушност почна во ноември минатата година, ќе трае до февруари, што значи би настанало едно краткотрено глобално ладење, заладување. Не само во Македонија, туку зборувам глобално и во Европа, па и во светот. За кај нас во Македонија, како што споменав, веќе втора половина на февруари затоплување, март е променлив,
ако продолжам понатаму, април може да имаме изненадување. Ако имаме веќе тенденциите за 2025. Па има, да, за Македонија, да, и за генерално според најавите на Светската метеоролошка организација може да најавиме и какво време во светот се очекува. Меѓутоа за Македонија април може не снег, така што ова се само онака општи нафрлувања. Општо да, секако времето може и во последен момент да изненади. Да изненади, да не се случат овие промени. Јуни месец повлажен со повеќе врнежи, а во јули екстремно високи температури, особено втората декада од јули и почетокот на август. Повторно оние бројки од 40 и над 40 степени сигурно ќе ги имаме. Така. Сега, кога сме ке тие високи бројки, изминатата 2024 година за неја се вели најтопла досега забележана, со во просек околу 40 топли денови повеќе од вообичаено широм светот, открија група научници. Најверојатно овие тенденции можеме да ги очекуваме и во годините пред нас. Со оглед на глобалното затоплување, веќе на високите температури кои што ги имаме скоро секоја лето. Да, официјално се уште не, меѓутоа ќе биде потврдено повеќе од сигурно дека 2024 ќе биде најтопла досега според историјата на мерењето. Да, има еден интересен податок според кој е надмината онаа температурна граница од 1,5 степени за зголемување на температурата во однос на прединдустрискиот период, а тоа е утврдено со Парискиот договор 2015 година, кога всушност се донесе одлука да се намали глобалното затоплување. Сите знаеме како сега да не навлегуваме во климатските промени, сето она што е резултат на човечкиот фактор, намалување на согорување на фосилни горива и така натаму. Значи, таа граница е надмината од 1,5 степени на затоплување. Знаеме што се случуваше во летниот период, многу високи температури, за жал исходот поплави, невремења, тропски бури, човечки жртви, раселени лица и така натаму. Така што тоа беше година на Ел Ниньо, нели, оној климатски феномен на затоплување на водите на Пацификот и затоплување на температурата на воздухот и суши од една страна, од друга страна циклони и поплави. Што се однесува до 2025 и најверојатно според целокупната прогноза некако ќе се преслика 2024 и се прогнозира дека ќе биде една од последните 3 најтопли години во историјата на мерењето. Што значи повторно екстремно високи температури во летниот период, а тоа значи климатска нестабилност, зголемен број на климатски ризици во светот. И уште еднаш на крај само да потсетиме за промената сега, која што ни доаѓа деновиве. Денес температури до 15 степени, веќе за неколку дена од стартот на новата недела и температури под нулата, значи добро да се подготвиме. Да, секако за студените зимски денови, за снегот кој што ни предстои, така што голема температурна разлика, како што споменавме и на почетокот, овој бран ни доаѓа од север, циклон кој што ја спушта температурата, можни се и пообилни снежни врнежи, сигурно дека ќе се зголеми снежната покривка на планините, на пониските места ќе се формира нова, пообилни ќе бидат врнежите во западните делови од земјава, а не е исклучена можноста и во главниот град да имаме помала снежна покривка, ако минатата година немавме, сега секако ќе биде добре дојдено и по ова магливо време за прочистување на воздухот, малку да уживаме во зимата. Во малку кристално јасна, чиста зима. Чиста зима, малку да, без магла. така е, зимска слика. Благодарам за гостувањето ова утро. Благодарам со нас и на тебе. почнуваат и денешните обврски така во е. македонската радиотелевизија, секако со подготовката на најважните метеоинформации, така да од името на гледачите на утринската програма благодарам што малку порано денес дојде да ни ги презентираш овие важни
Благодарам, Ване, уште еднаш и на тебе. Благодарам. Уште еднаш, 7 часот и 41 минута. Во продолжение, така завршивме, очекуваме снежни врнежи кај нас, а веќе поголем дел од Европа се соочува со снежна бура, но таква е ситуацијата и во делови од Соединетите Американски држави. Снежната бура остави и илјадници луѓе без струја, направи проблеми во сите видови на сообраќај. Колешката Јована Костадиновска со деталите. Европа парализирана од обилни снежни врнежи, сообраќајни проблеми во Велика Британија, Германија, Холандија. Доцнат авионите и на аеродромите во Мадрид и Барселона. Снежната бура што ги завеа Соединетите Американски држави и Западна Европа, илјадници луѓе остави без струја. Треба да го чистите снегот на време. Ако не го правите тоа, си го трошите времето. Јас исчистив дел вчера. Ниските температури предизвикаа затворање на училиштата, ограничување во јавниот транспорт и откажување на здравствените услуги. Граѓаните се обидуваат да стигнат и до работните места. Утре сум на работа и треба да се погрижам да стигнам на време. До сега 2000 летови се откажени. Авиокомпаниите издадоа упатства и предупредувања за екипажите и патниците, за време на патувањето и за време на треењето на невремето. Додека трае оваа снежна бура, метеоролозите навраќаат во јануари 1709 година, ноќта помеѓу 5 и 6, кога Европа се разбуди од невиден студ кој траеше следните 3 месеци и влезе во историјата како најстудената зима во последните 500 години. Од Скандинавија до Италија и од Англија до Русија, континентот беше обвиткан во мраз во настан кој беше познат како големата зима. Температурите паднаа на незамисливи минусни, достигнувајќи и до минус 40 целзиусови степени во некои делови од Европа.